за боболка. Беше студено, саботно декемвриско утро. Домот на Давид веќе беше новогодишно украсен. Сијаличките во боја, наредени во форма на новогодишна елка, цела ноќ светеа на неговиот прозорец. Иако денеска не одеше во градинка, рано се разбуди и скокна од креветот. Денеска му е роден ден на неговиот најдобар другар Марко, со кој заедно одеа во градинка секој ден. Мамо, каде ми се фломастерите и лепакот? Ми требаат да направам честитка за Марко. Давид, прво, добро утро, се насмевна мама. Второ, време е за појадок. Па потоа се друго ќе направиш. Без грижи. Има време до роденденот. Поручек ќе тргнеме кон игротеката. Мамо, ама те молам, сакам лепче намачкано со крем. Те молам, те молам, те молам. Ајде, роден ден му е на Марко, да се почестиме малку. Давид се почести уште неколку пати тој ден. Кај баба му лапна палачинка за да се обележи роденденот на неговиот другар. А кога дојде тетка му, касна и неколку гумени бомбони. Во игротеката им немаше крај на трчаниците, игрите, но и на благи нешта. Торта. Ноќта го разбуди силна забоболка, а неделното предпладне го помине со татко му кај дежурниот заболекар. Ах, Давид, Давид, гледам едно расипано запче долу, а уште две горе се со кариес, рече сериозно заболекарот. Ама мора вчера да јадам многу благо. На мојот најдобар другар му беше роден ден. Учевме во градинка дека децата имаат право на другарување и треба да се дружат. Па каков другар би бил јас да не се почестив за неговиот роден ден? Замислено кажа Давид. Децата имаат право на дружење, но имаат право и на здрави навики и здрава исхрана. И да не заборавам, редовно миење на забите е важна обврска за секое дете. И наутро и навечер, низ насмевка му рече заболекарот. Неделната вечер Давид ја помина во боењето на постерот за правилно четкање на забите, што му го подари медицинската сестра, седнат под новогодишната елка. А за вечера, наместо вафла, реши да јаде палента со кисело млеко. Така ќе го искористи своето право на правилна исхрана и здрави навики. А тоа секако значи дека нема легнување без апчиња миење. Зарем не?